Вашиот омилен веб портал за се.мк вечерва присуствува на прославата 50 години од постоењето на еден од најстарите весници во Република Македонија, Вечер. Нека им се множат успесите и да го прославиме и нивниот 100-ти роден ден. Благослов е да се работи во ваков весник, каде што ги имаме најдобрите новинари, најдобрите финансиски услови за работа и го создаваме најдоброто. Врз основа на што сме еден од двата најчитани и најпродавани весници во државата и најчитан весник на интернет во Република Македонија. Ние сме како Google, имаме и такви услови за работа. Новинарите прават што сакаат, кога сакаат и како сакаат, за да излезе најдоброто од нив, како продуктивност и креативност, и врз основа на тоа ја добиваме таа читаност за која што еве сега го одбележуваме 50 годишниот јубилеј. Вечер успеавме од пред 8 години до денеска да го вратиме на местото на кое што припаѓа. Пред 8 години тоа беше бренд на изумирање. Успеавме не само да го вратиме брендот да биде она што некогаш бил и да ги прославиме овие 50 години како што заслужува и доликува, туку успеавме и финансиски да го стабилизираме и да ја покачиме читаноста. Ние само го одржуваме тоа што некој друг го направил. Значи задоволство нешто 8 години, тој бренд кој беше вака во лоши денови, го вративме да биде еден од трите најдобри во Македонија. За весници тоа е исклучително тешко. Предност е тим. Значи ако имаш добар тим, можеш да направиш било што со тој тим, и весник, и фабрика, и ресторан да отвориш, и било што. Тешкоти има многу, ама кој мисли на тешкоти? Не се битни тешкотиите. Ја читам стално Вечер, јас сум и пишувал за Вечер. И сум заедно со Вечер и преку Вечер организирал приредби, избори на мис, мал фудбал, утакмици со југословенски репрезентативци многу одавна. Многу е тешко за Вечер некого да дигнеш од гроб. Вечер беше мртов, овие го дигнаа. Се сеќавате ли на првото издание, на првата насловна на Вечер? Не се сеќавам на првата насловна, ама јас сум бил доста пати на насловна. Кога сум бил у Сплит у карантин, за текила која измислив, која ме апсеа и која местев утакмици. Тоа ви остави најмногу впечаток во однос на Вечер, општо? Некој настан, некој наслов? Ексклузивноста. Еве сега, они најголемата афера ја отворија на тацна, им ја дадоа аферата машинопромет на сите. Никој друг не пишуваше, они у полноќ ја знаева таа работа. Вечер помина низ многу нешта добри и лоши, имавме многу премрежја, јас сум речиси 3 децении во овој весник, што би се рекло од првото вработување влегов во весникот Вечер. Поминавме многу нешта, значи од распадот, од затварање на НИП Нова Македонија, од продажба на брендот, од меѓутоа и многу убави нешта, така да едно од убавите нешта е овој 50-ти роден ден што го прославуваме токму вечерва.